На информација кога говоревме за Тито, за одбележувањето на 42 годишнината од смртта на Тито, барем од она што го имаме како сеќавање, знам дека беше на преварот помеѓу Хајдук и Црвена звезда, ако не се лажам, и тогаш беше општа тага, плачеа буквално сите, еден статус на архитектката Искра Јанковска Михајловска, кој што е практично од минатата недела, говори многу за тоа докаде сме ние практично по распадот на Југославија. Вели вака, пругата Брчко-Бановиќ е долга 92 км и изградена за 190 дена од младинци во работна акција во 1946 година. Значи за 190 дена, 92 км. И сега се прави паралела, автопатот Кичево-Охрид е долг 57 км и во 21. век за многу пари се гради од февруари 2014 година. Па вие направете споредба сега и уште повеќе, на пример, ако сакате да дадете и одроните на автопатската делница за која што постојано буквално секоја емисија говориме за автопатската делница од Штип до Миладиновци. Таму имате 3 одрани кои што стојат веќе повеќе од половина година и не знам што се чека за да се растргнат тие одрони кои што се навистина опасни и морате да видите внимателни на таа делница. Толку околу тоа да каде е Македонија по распадот на Југославија не значи ова дека треба да патиме по Југославија, меѓутоа околу они систем на вредности кој што денес или е изместен или воопшто го нема. Имаме политичка ситуација во Македонија која што полека но сигурно зоврива. Вечерва извршниот комитет на ВМРО ДПМН, например, ќе одлучува за пристап кон активна блокада на собранието. Што тоа точно ќе значи, дали ќе имаме протести, дали ќе имаме блокади на собранието, дали нема да може ниту еден закон да се донесе, бидејќи опозицијата бара предвремени парламентарни избори, ќе разговараме со нашите денешни гости, прво со универзитетскиот професор Никола Дуевски, потоа со Алберт Муслију и со професорот Владимир Божиновски. Гледате Студио 10, јас во овие моменти велам добре дојде за професорот Никола Дуевски. Благодарам, добре ве најдов. Поздрав за вас и за гледачите. Професоре, на почетокот фрапантен ли е за вас податокот? Ова доаѓам бидејќи пред да тргнам оваму ги гледав буквално сите српски телевизии, има јавување од куќето на цвеќето, онаму каде што е значено местото за Јосиф Броз Тито. Имаше многу македонски знамења, имаше неколку македонци, не беа неколку, туку беа поприлично бајаги, и сега за вас фрапантно ли е, например, овој податок дека пругата која што е изградена за 190 дена, е 92 километри од младината или омладината. А имате денес автопат од 2014 година, не е помрдната ништо. Не е фрапантно, такви биле историските прилики во тоа време. Младинците така настапувале, организацијата на државата била сосема поразлична. Тогаш почивале на братството, на единството, на солидарноста, слогата и работата. Денес почиваме воглавном на човековите права, а човековите права значат дека ако не се плати доволно, нема да се работи ништо. Младинците денеска нема ниту кој да ги организира, ниту кој да ги подготви за една таква акција. За жал, тоа се реалните ситуации денеска. Кај нас се е прашање на тендери, па дури и овој одрон што го зборуваме постојано на автопатот Штип Миладиновци е прашање на јавна набавка која што еве година дена никако не можеме да исчистиме 10, 20, 30 тони кубни метри земја, а не пак да направиме автопат и уште повеќе еве делницата Блаце Скопје на неколку километри, 3 километри, ние веќе неколку години пробиваме пат, пробиваме траса, едноставно не оди. Сите околу нас направи автопатишта, сите што биле во Косово знаат како ја поврзаа Качаничката клисура со граничниот премин на Блаце, а ние некако тапскаме во место. Ајде да се надеваме дека овој договор што минатата година се склучи со некоја американски или не знам чија компанија беше, дека ќе се напредува посериозно во изградбата на автопатите, ќе значи поинаков пристап. Сосема е различно времето, денеска апсолутно е капитализмот во прашање и тука мора да се плати се. Нема ништо што би било бесплатно. Вака како говорите, срам да го фати човек. Ако Тито верел со ваква младина, ако Тито верел со ваква младина, не треба да се грижиме за нашата иднина, што да кажеме ние сега. Не дека и ние сме престари, меѓутоа со ваква младина каде оди оваа држава?
Па не, токму ние малку се сеќаваме на приликите во минатата држава, основно училиште единствено завршивме во тоа време. Меѓутоа, да, младината денеска има сосема поинакви приоритети. Тие кои што имаат прилика, имаат можности и успеваат доволно во факултетските води и понатаму голем дел од нив се иселуваат, бидејќи светот денеска е едно глобално село отворено. Овде кај нас остануваат се помалку и помалку луѓе со реален капацитет да ги менуваат општествените прилики. Кога сме веќе на овие теми честувања, да не ни се налутат бугарите, бидејќи тие верно гледаат се, да не кажат и да не одиме во положение дека сме, како беше тоа, југословенска или било каква творба. Денеска честуваме годишнина и од смртта на еден голем македонец, 119 години од смртта на Гоце Делчев. Па можеме и тама да направиме паралела. Јас би рекол, јас би рекол денес чествуваме двајца великани кои што веројатно направиле многу за независната македонска држава. Прво се разбира Гоце Делчев и неговиот влог и во предилинденскиот период, но и генерално за движењето во Македонија, за отпорот кон робството, за потребата, желбата за слобода, и вториот се разбира Јосип Броз Тито, човекот кој што несомнено е вграден во оваа независност на нашата држава. И ако направиме континуитет со председателот Глигоров, чиј што роден ден па беше втокму вчера, тоа се тројцата луѓе кои што веројатно во поновата македонска историја имаат најмногу направено за нас. И нема зашто да се љутат нити бугарите, нити било кој други. Едноставно приликите, барем за нашата генерација, се такви. Добро, тоа е нивна работа. Да се лутат, сакале да се лутат или сакале да не се лутат. Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар помеѓу народите. Колку сме далеко или блиско од оваа неверојатна култна мисла, цитат? Ова е огромна мисла, значи нешто што обележала една ера на Балканот и таа се провлекува и е безвременска. Важела пред 100 и неколку години, исто како што важи и денеска, ќе важи и во наредните векови, затоа што станува збор за космополит кој што навистина на поинаков начин го разбирал светот. И така и е, потребно е народите да се надпреваруваат во културата, во образованието, во инженерските, во другите науки, не да се надпреваруваат во вооружување, во воени действија, во сила, во баланс на силите и така натаму. Гоце Делчев, но и многу други во изминатиот века и многу пред него оставале трајно влијание по приликите во светот. Јас би рекол дека тоа е основната премиса на која што треба и во наредниот период да се градат општествата. Соработката помеѓу народите е нешто што е неопходно за да имаме развој на човештвото. Имаме доволно ресурси, имаме доволно капацитети, светот може да биде многу поубаво место за живење, ако ги почитуваме или повремено се навраќаме и така ги практикуваме нашите прилики во животот, токму онака како што и Гоце Делчев и сите други претходно зборувале. Ако Гоце Делчев го разбирал светот како поле за културен надпревар помеѓу народите, како денес да ја разбереме ние Македонија? Значи, еве не одиме во светот да ја разбереме Македонија. Поделена, поларизирана, никој со никого не прави муавет, поделени по разни основи, по политички, по етнички, по било што, по корупција, по скандали. Како изгледа денес Македонија? Како поле за? Да. За жал, Македонија денеска не е поле за културен надпревар, барем не внатре. Надпреварот е поразличен. По култура и по такви, да речам, фини работи во животот, ние не сме многу познати. Познати сме по поделбите, по различни основи. Познати сме по поделбите по етничка основа, по верска основа, по партиска основа. Познати сме по поделбата на образовани и помалку образовани и така натаму. Нешто што веројатно е реално и за сите други општества, ако не подалеку, барем на Балканот сигурно. Меѓутоа, се повеќе се делиме и на луѓе кои што фаќаат чекор со западниот, со демократскиот свет и на луѓе кои што сериозно сметаат дека ќе биде подобро на исток, односно се повеќе поддржуваат источни вредности, источен свет. Но да не заборавиме, Македонија има прилика, ние имаме можност да бидеме дел од, ајде да речам, овај глобален, современ свет. Ние сме земја членка на НАТО. Сега, може би, повторно, ајде се надеваме дека ќе започнеме преговори со Европската Унија, нешто што ќе не направи дел од еден поинаков свет, поразличен свет, да не останеме затворени овде кај нас, да не продолжат поделбите, до таа мера да го поларизираат нашето општество, што повеќе не може да се препознае кој е вистинскиот пат по кој што Македонија оди. Дај Боже да е така, или ко сум
скептик во однос на тоа и да влеземе и да влеговме во НАТО, па нешто многу драматично не се промени. Дури впечатокот е каде и да влеземе. Знаете како, драматично не се промени, меѓутоа сега сме многу поспокојни, барем еве да речам ние во областа на безбедноста, многу потрезвено гледаме на развојот на настаните кои што и како се актуелни во светот. Војната во Украина за нас ќе беше многу поразличен предизвик доколку не бевме земја на членка на НАТО. Тоа не смееме да го забораваме. Денеска информациите кои што ги споделуваме и разменуваме со нашите партнери говорат дека безбедносната состојба во нашата држава не може да биде нарушена, барем не додека тоа не се случи на едно глобално ниво. Да посакаме тоа никогаш да не се случи. Меѓутоа, ако не бевме земја членка на НАТО, ќе останевме во овој регион, каде што се најголем дел од нашите соседи земји членки и на НАТО и на Европската Унија, а имаат аспирации за тоа секогаш може да разговараме, ова е Балкан, многу поразлично сега се толкуваат приликите и во безбедноста, па ајде да речем и во другите сфери. Иако, да, реално, граѓаните можеби тоа не го чувствуваат, но безбедноста е таква абстрактна категорија која што или ја имате или ја немате, но секогаш е подобро да спиете мирно. Се преку една аналогија, така некако ни почна муаветот, например, Али Ахмети како ја сваќа Македонија, како поле за градење споменици за овака како значаен дел од македонската историја. Не се обидам да влезнам во матрицата на Али Ахмети, тој како поле за што ја сваќа Македонија? Па не само на Али Ахмети, тој не може сам сето ова да го прави. Тоа е интерес на албанскиот народ што живее во Македонија. Наместо да се градат, а тоа се многу потребни инфраструктурни проекти во селата каде што, ајде да речем, се далеку дури од цивилизацијата, немаат одводни системи, немаат вработување, немаат проекти, нема и така натаму. За се нешто мора државата да помага, мора да им ги брише долговите, мора да ги поврзува со партнери во регионот, во Европа и така натаму, а тие од друга страна како врвен приоритет определиле градење на споменици, односно на спомен обележја. Тоа така и носи наслов. Меѓутоа, генерално, спомениците се за историјата. Спомениците не можат да ни донесат ништо добро, не денес, не сега, не во иднина. Наместо да градиме автопати, да градиме училишта, да градиме други инфраструктурни објекти и на крајот на криштата да градиме капацитети и фабрики каде тие многу илјади млади граѓани на Липковскиот регион ќе работат, ние можеме да им понудиме споменици. Тоа е чист популизам. Знаете, кога немате други идеи, кога сте презаситени од власта, 20 години е дуи на власт, дури и самиот Али Ахмети верувам дека е презаситен од власта, иако никогаш не учествувал во извршната власт. Тој е цело време во собранието. Но сепак станува збор за еден многу долг период во кој што гледате дека повеќе нема ниту идеи, ниту начини, ниту што да се понуди на граѓаните, нека биде и само на етничките албанци како да живеат подобро во Македонија, тогаш нудиме споменици, тогаш нудиме херојства, тогаш нудиме крвави столчиња и така натаму, нешто што апсолутно е неприфатливо за современиот свет. Јас ќе бев многу посреќен доколку таму некоја инвестиција, па макар и албански инвестиција, макар и од Косово и од било каде да отвореше некој капацитет, па 300-400 луѓе од Слупчане да се вработеа во таа фабрика. Тие самите после можеа да градат споменици до миле волје. Имаме многу теми, многу прашања на овие теми. Например, некој го бара ќосето да го врати пак, некој го откорна ќосето од Карши се уште ви стои Хасан Приштина. Од вамо на Слупчане сега говоревме за тие споменици и сето тоа баш некако доликува на зелена агенда. Ако се обидувам да иронизирам. Нели Дуи влезе во една зелена агенда, се не знам што е зелено во спомениците, или пак се спремаат за избори. Не гледам друга логика. Па некако ова е веќе видено. Ова се познати сценарија за Македонија. Ни сме поминале низ ова претходните децении, тоа многу пати, не е ова прв пат. Значи, политичарите за жал се такви. Секогаш кога треба да се позиционираат поинаку, тие одат сосема во крајности и промовираат национални чувства, промовираат сеќавања на минатото, кое што по дефиниција е болно за другиот етникум. Се ова сигурно не може да биде незабележано од македонската јавност, како што и ќосето не би можел да биде забележано од еден друг сегмент на македонската јавност и многу други кои што апсолутно сега не им е ниту време, ниту место. Ако веќе сакаме да бидеме европска демократија, ако сакаме да работиме на развој на општеството, за секој поединец да се чувствува
дома, да се чувствува добре дојден, да знае дека тука е неговата иднина, мора веднаш да престанеме со таквите практики. Младите луѓе не сакаат споменици, јас сум уверен во тоа. Студентите и другите млади во општеството, тие сакаат работа, вработување, сакаат економски напредок, сакаат да бидат заедно со нивните колеги и пријатели од Европа, од светот, сакаат да патуваат, ова е отворен свет. Не верувам дека националните прилики ќе бидат само и единствено она што ги води младите луѓе. И затоа политичарите треба, па макар тоа се нарекувала и зелена агенда, да размислуваат многу поразлично од колку досега. Да размислуваат дека се прави еден голем јас и по овој основ. Имаме млади луѓе кои што се апсолутно незаинтересирани за националните прилики. Незаинтересирани се за тоа што се случувало од 2001 година и пред тоа. Туку се многу повеќе заинтересирани да споделат, да не ги оддалечуваме младите едни од други. На овој начин ние не придонесуваме да има зближување помеѓу идните генерации, туку напротив оставаме спомени кои што само ќе ги оптеретуваат. Овие споменици, особено еве конкретно во Слупчане, бидејќи за тоа многу се говори изминативе денови, што ова прашање дојде именно на што ВМРО не го планира, дали тој споменик во Слупчане многу се говореше за него, ќе обединува или ќе ги разединува уште толку, еве да кажеме, македонците и албанците, ако одиме по етникоми? Знаете, вакви споменици има на многу места во Македонија, не е само во Слупчане, тие се изградени, некои од нив и без никакви процедури, низ многу села, кога патувате за Охрид можете да видите многу вакви и слични, можеби не толку импозантни, меѓутоа сепак ги има, не е ова прв таков споменик, сега се дава навистина големо значење, затоа што дуи има потреба од сето тоа. Не верувам дека граѓаните албанци до таа мера се заинтересирани за споменикот во Слупчан или дека ќе бидат многу посреќни сега во наредниот период. Исто така и за ред споменици кои што беа направени во изминатиот период и за поранешни македонски лидери, сомнителни личности и така натаму. Меѓутоа, што би требало? Не верувам дека македонците ќе одат во Слупчане да го гледаат тој споменик или дека нешто посебно би им значи. Едноставно, како општество сме доволно отпорни на вакви, ајде да не речам, непристојни активности, барем за другиот етникум, да не речам дека станува збор за нешто што е директно насочено против меѓуетничките односи. Не, напротив, безбедносната состојба си е стабилна, односите помеѓу етникумите не се барем до таа мера на електризирани, да треба во таа насока да гледаме дека споменикот во Слупчане ќе биде некоја посебна пресвртница. Ги има, тие се тука околу нас, едноставно толкав е капацитетот на државата да се справува со ваквите активности. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН вечерва одлучува за пристап кон активна блокада на собранието со цел постигнување диалог и предвремени парламентарни избори. Диалогот е добар. Треба да се разговара, треба постојано да се разговара, треба да разговараат реални партнери и треба да се разговара без уцени, без условувања, треба да се види дали има начин собранието да ги помине законите кои што на некој начин и претходно биле закочени, а важат за подобриот животен стандард на граѓаните. Ние имавме и големи предизвици и претходно додека ВМРО ДПМН немаше соопштено дека ќе прави активна блокада, се блокира пакет на мерки, број 1, број 2, број 3, колку имаше пакети за поддршка за справување со корона кризата, па потоа се блокираше законот за поголеми плати на наставниците, па се блокираше еве овие активности за справување со енергетската криза, така да ние сме навикнати на блокади. Ова не е нешто ново, ова е нешто што ќе продолжи во наредниот период. Меѓутоа, веројатно има простор да се разговара, треба да се видат нивните идеи, треба да ги соопштат, ако не можат пред премиерот, барем во јавноста нека ги соопштуваат идеите, да видиме на што точно мислат кога мислат дека може да биде подобро, за да можат граѓаните да проценат како е. Инаку избори може да има тогаш кога ќе соберат 61 пратеник. Ние минатата година, при крајот на годината, имавме еден таков обид, заврши така како што заврши. Сметам дека и сега не се созреани условите во собранието да биде изгласана недоверба на владата и да бидат распишани нови избори или пак да добие мандат за состав на нова влада некој друг освен премиерот Ковачевски. Ќе почекаме до вечер да видиме на што точно мислат. Активната блокада на собранието помалку или повеќе реков ја имаме и досега, не е нешто на што допрва треба да се навикнуваме, но еве да ги соопштат мерките после состанокот на нивното партиско тело, па можеме потоа да поразговараме повеќе дали има простор, дали има можност, дали некој би прифатил понатаму да разговара или дали е ова вистинскиот начин како
како што велат тие, да ги вразумат овие од владата да седнат да разговараат. Да, во Јас реакцијата мислам дека имаме многу предизвици на кои што треба да бидеме насочени. Владата има отворен пат, отворено поле да се справува со економската криза, да работи на интегративните процеси. Ние сме во ситуација кога навистина веројатно не се созреани условите за предвремени парламентарни избори. Во реакцијата на ВМРО ДПМН стои дека СДСМ се игнорантски поставени кон потребата од диалог во општеството по однос на сите кризи кои се резултат на нивното неработење. Добро, сега тоа е вокабуларот кој што го користи партијата, но дали владеачката партија и го делите ли тој впечаток дека навистина е игнорантски поставена во однос на ВМРО ДПМН? Мислам дека негде видовме изјава од премиерот Ковачевски апропо оно што го изјави Мицковски дека за пребарање за предвремени избори, каде што Ковачевски некаде прочитав дека диалог со уцени не прифаќам. Имаат ли воопшто комуникација во ВМРО ДПМН и СДСМ? Јас на вистина не знам. Во собранието комуницираат веројатно пратеничките групи, затоа што собранието барем за овие основни закони работат, телата партиски, односно собраниски функционираат, работат, но не знам на вистина дали имаат некаква партиска комуникација. Но дефинитивно е така. Подуцени сигурен сум дека ни председателот на ВМРО ДПМН е во друга позиција кога би бил председател на владата, нема да прифати вакви уцени за да седне да разговара. Тоа е принцип во политиката, едноставно не разговарате со луѓе кои што имаат такви барања кои што апсолутно се нереални. И нема зошто тука да мислиме дека Ковачевски ќе го смени својот став и ќе седне да разговара на начин на кој што само единствено сака ВМРО да се разговара. Имавме ние многу порано вакви средби, особено кај председателот Пендаровски и претходниот председател, додека требаше да се надмине кризата, пржинската влада. Сето тоа беа еден формат на разговори помеѓу политичките партии кои што во тоа време немаа капацитет да седнат самостојно да разговараат. Тоа што е добро е што Заев и Мицковски разговараа многу пати во изминатите години, разговараа без посредство, разговараа самостојно. Меѓутоа сега сметам дека апсолутно владата има отворен пат и може да продолжи да функционира. Но да видиме како ќе се одвијаат работите, доколку ВМРО ДПМН имаат проценето дека народот до таа мера е сензибилизиран за да може да го изведат на улици и да побараат предвремени парламентарни избори и тоа да се одржи во еден подолг временски период и масовно, тогаш едноставно ќе мора да се размислува поинаку. Меѓутоа сметам дека во оваа фаза тоа е само политички притисок кој што нема да вроди со плод. Професоре, дали се враќаме неколку години наназад? Зашто ја прашувам? Например, ако Мицковски најавува блокади, од СДСМ велат, ние граѓаните тоа нема да го, односно граѓаните тоа нема да го дозволат. Дали ова ви мирише на вас на протести со контрапротести? Контрапротести кои ќе бидат организирани од СДСМ не очекувам, затоа што едноставно нема таква практика во изминатиот период. Во времето кога СДСМ протестира за смена на режимот, имаше контрапротести, имаше дури контрапротести на лекари кои што протестираа за поголеми плати, па имаше контрапротести на лекари кои што беа многу задоволни од своите плати, имаше протести на наставници кои што протестираа за поголеми плати, имаше контрапротести на наставници кои што беа премногу задоволни од тоа како тогаш беа работите. Не, апсолутно не е во ред да има контрапротести. Протестот е демократско право, штрајковите исто така се демократско право, државата има обврска да обезбеди услови за да се непречено да се остварува ова право, но никако не и да организира контрапротести, не верувам на такво нешто. Предпоставам дека премиерот или кој да го изјавил ово од СДСМ мислел дека нема да има одзив на протестите на ВМРО ДПМН доколку се одлучат за такво нешто. Но да видиме, далеку сме од тоа. Сега се уште само најавуваат блокада на собранието, тоа може понатаму да се продолжи со блокада на другите институции каде што ВМРО ДПМН одлучува, блокада на општините каде што раководат и многу други, меѓутоа не, веројатно е најнепопуларно да се повикуваат луѓе на улица, затоа веќе Македонија има доволно болно искуство, не треба да разговараме во таа насока. Ќе влезе ли државата во сериозна, ќе влезе ли во политичка криза, бидејќи ако опозицијата најавува дека по 10 мај практично ќе има активно блокада на собранието, тоа значи дека нема да може да се донесе ниту еден закон. Двотретински, да кажем. Не значи тоа. Двотретински и сега не може да се донесе. Двотретински од поодамна не се постигнува согласност, значи основните закони, оние кои што ќе поминат со просто мнозинство,
За нив може да има икс начини на блокирање преку амандманска расправа, поднесување на неброено голем број на амандмани за закони кои што имаат по неколку реченици само и така натаму. Таквите блокади да се можни, нешто што исто така веќе сме го виделе. Двотретинските закони сметам дека и сега не се прашање на кое што лесно одговара и опозицијата и позицијата се едно. Меѓутоа, дали ќе влеземе во некоја посериозна криза, за тоа навистина ќе треба да причекаме. Рано е за тоа. Барем засега институциите функционираат на соодветно ниво. Во владата нема некое разногласие, во собранието исто така мнозинството, ајде да речем колку и да е тенко, тоа е стабилно, се покажува во овие 6 месеци дека нема некој посебен проблем. Еве што туку поминаа стодена влада на Димитар Ковачевски. Има простор да видиме како понатаму ќе се одвијат работите. Јас би причекал прво да го видиме состанокот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН вечерва, а потоа и реалните активности после 10 мај. За да влеземе во сериозна политичка криза, мислам дека треба многу повеќе од ова што досега го имаме. Едноставно не се созреани условите кај нас. Станавме на некој начин отпорно општество на такви, барем вакви да речам, со ограничено влијание и активности. Да, добро, легитимни се активностите на опозицијата, впрочем и тоа е работа на опозицијата да се разбира. Да инсистира да дојде на власт, па да видиме што како ќе се случува по 10 мај. Има различни начини на блокада на собранието, но како што видите и вие да видиме што тој извршниот комитет на ВМРО ДПМН ќе одлучи вечерва, иако вчера Мицкоски во интервју за Сител можевме да ги надзираме контурите прилика како ќе се движат активностите на опозицијската партија. И сега еден детај кој што остана исто така впечатлив. Нема да поддржиме промена на уставот ако нема писмени гаранции дека Бугарија нема да ја блокира Македонија. Овде се мисли пред се на отварање на уставот за внесување на бугарите како народ во уставот. Да, така е. Мислам дека и СДСМ и дека и другите парламентарни партии нема да поддржат промена на уставот доколку не добиеме некои силни гаранции за тоа. Особено затоа што ова е само едно од барањата на бугарската страна, никогаш не знаеме што е веќе наредниот ден, бидејќи видовме дека во овие 2 години, наместо да се задржат на решавање на едно прашање, тие секогаш отвараат некои нови и ние денеска повеќе не знаеме што се треба да решаваме со бугарите. Еве, во моментов најактуелно е внесувањето на бугарите во уставот на Македонија. За тоа, веројатно, кога ќе дојде време, можеби ќе се постигне консензус, но мора да добиеме ние силни гаранции дека тоа е последната работа која што официјална Софија, без разлика кој ќе биде власт таму, ќе ја наметнува на државата. Јас сметам дека овде не е прашање само помеѓу Бугарија и Македонија, туку е прашање на Европската Унија и начинот на кој што тие ги носат одлуките. Доколку таму се задржи праксата да се носи одлука по однос на проширувањето или целиот тој сет на активности за проширување со консензус, тогаш нема зошто да зборуваме дека оваа бугарска влада ќе го испочитува тоа, но што ќе се случи со веќе наредната бугарска влада, која што може да се случи многу скоро, затоа што таму навистина прашањата на поделба на власта, па дури и во самата коалиција се многу сложени, никој не може да ни гарантира дека доколку не се промени пристапот на Европската Унија, и јас така би разговарал, па така и нашите политичари веројатно треба да се постават, додека не се промени начинот на донесување на одлуки во Европската Унија, нема зошто ние да разговараме за промена на нашиот устав. Ако остане таму дека се носат одлуките со консензус, не Бугарија, утре некоја друга држава може повторно да не блокира за безазлени работи кои што ќе имаат непринципијално странично влијание кон Европската Унија. А демократијата подразбира носење на одлуки со мнозинство на гласови. Таму каде што е потребно малку поголема демократија, се носат одлуките со двотретинско мнозинство. Доколку Европската Унија не е расположена за еден таков пристап, не знам зошто воопшто и оди еврокомесарот Вархеј и промовира проширување на Европска Унија, бидејќи констелацијата на односите во овој момент е таква да овој начин на носење на одлуки во Европска Унија апсолутно се надминати. И затоа јас би рекол можеме да разговараме за тоа. Да, фер е да се разговара кога е веќе барање, но никако да не се носат одлуки додека Европската Унија не гарантира на начин на кој што тие ќе покажат дека се подготвени да го променат начинот на донесување на одлуки. Ако таму биде донесена одлука да се разбира со консензус да се смени мнозинството на гласови кои што ќе бидат потребни за една држава да добие поддршка за евроинтеграциите, тогаш можеме ние многу покомотно, многу послободно да разговараме за реалните работи кои што треба да ги подготвуваме за преговори, затоа што ова што Бугарија го прави, го нема никаде во документите за европските интеграции. Добрососедството не може на ваков начин да се толкува и во копенхагенските критериуми, нити пак во
различните кластери, односно методологијата на преговарање за членство во Европската унија. Да, Вархеј беше во Скопје, но индикативно е тоа што не даде ниту една изјава и сега можеме ние да толкуваме било што после заминувањето на Вархеј, што значи таа негова посета на Софија и на Скопје и уште помалку или уште повеќе што не даде ниту една изјава и многумина го толкуваат сето тоа како притисок дека мора да се најде решение. И сега во овој контекст мора да се најде решение, ние некако се уште го имаме оној горчлив вкус од решението со Грција и сега некако ни доаѓа пребрзо ова со Бугарија и тука имаме некои нејасни работи покрај тоа што властите велат дека за идентитет и за јазик не се преговара, но од друга страна го имате Мицковски кој што вели дека се плашам дека доколку и овој пат избрземе Македонија ќе има се помалку, а тоа повторно ќе биде на грбот на македонскиот народ и сега не е ова поврзано со Бугарија, тука е поврзано во целиот контекст на интервјуто. Се ја губиме ли државата? Ова некако постојано се наметнува како прашање. Ќе има ли засилен дипломатски притисок? Евидентно е дека има, дека Македонија мора да влезе во тој европски колосек. Еве Вархеј дојде, не даде ниту една изјава, не знаеме што е разговарано, како е разговарано, бидејќи обично за странците важи онаа максима дека доаѓаат со куферчето и немате многу можности за разговор, туку ви го ставаат листот со задачи и вие можете да ги исполните тие задачи. Како тоа вие веројатно, мислам на политичките елити, треба да знаат како се решава сето тоа. Па знаат, се разбира, меѓутоа Вархеј даде изјава во Тирана. Не даде овде, но даде во Тирана и побара уште малку трпение во Албанија, нешто што можеме да го протолкуваме позитивно. Премиерот Петков е веројатно еден од ретките политичари во Бугарија кои што се свесни дека ова не води нигде и дека македонската страна нема да прифати да се дискутира на историските теми онака како што Бугарија го замислила тоа. Нема овде политичар веројатно што може во таа насока да води кампања во државата и нема да добие поддршка од општеството. Меѓутоа, знаете како сме навистина во една деликатна ситуација. И јас сега, тоа што го кажав и претходно, ќе префрлам топката на европската страна. Ние сме како општество заситени од европските интеграции, а уште не сме ги ниту започнале, за да можеме реално да почувствуваме што е тоа што се придобивките за нашата држава од членството во Европската унија и како ќе се промени општеството, барем во 30 на различни сфери на живеењето. Доколку Европската унија не го промени, односно Европската Комисија или Советот на Европската унија не ги променат начинот на донесување на одлуките, тогаш многу тешко ќе зборуваме за интеграцијата не само на Македонија, туку и на сите земји од Западниот Балкан во Европската унија. Премиерот Ковачевски и нашиот, да речам условно, преговарачки тим работат, комуницираат со бугарската страна, но сигурно сме далеко од решение, барем решение како што замислуваат опозицијските лидери и овде и во Софија, можеби многу повеќе овде отколку таму. Не верувам дека тоа што председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски го говори, дека ќе има Македонија се помалку, е реалност, бидејќи не напротив. Македонија е самостојна суверена држава, таа има органи кои што функционираат, власт која што на помалку или полош или подобар начин ги исполнува очекувањата на граѓаните, но дека некој ќе задира во идентитетот на македонецот или во нашиот јазик, за тоа апсолутно не доаѓа во предвид дека може да се случи. Сигурно уверен сум дека и ставот на СДСМ и на председателот на владата Ковачевски, но и на председателот Пендаровски и на сите други е прилично јасен, нема договарање со Бугарија и нема европски интеграции ако треба да се откажеме од тоа. Ние треба да направиме се што е во можност за идните генерации да им дадеме еден поинаков свет. Меѓутоа еве видовме дека во овие 3 децении независност не напредувавме доволно токму заради начинот на кој што се носат одлуките во Европската комисија. Едно е јасно, ќе имаме дефинитивно жешка политичка пролет, ќе видиме во кој контекст и како ќе се одвиваат работите и што е она што можеме да го очекуваме на политичката сцена. Според вас, можни се предвремени парламентарни избори годинава? Не, оваа година не. Предвремени парламентарни избори веројатно нема да се случат во овој период, освен доколку владината коалиција не одлучи поинаку. Сметам дека опозицијските партии од македонскиот и од албанскиот блок немаат политички капацитет за да предизвикаат превремени парламентарни избори.
Многу е веројатно дека изборите ќе бидат заедно со председателските избори во 2024, некаде пролетта ова време, може би во април 2024. Може би е тоа вистинскиот момент кога треба да се размислува за избори, особено затоа што оваа влада што туку започна да функционира, пред нас се навистина големи предизвици во смисла на се уште здравствената криза заради ковидот, енергетската криза, економската криза која што се повеќе ќе се продлабочува, така да веројатно е доста од политика. Доста е навистина од политички пазарења, политички договарања. Ако има простор низ постојните, актуелните, познатите канали на поддршка, веројатно ВМРО ДПМН не може на тој начин да ги соопштува. Тие имаат сила, чувствуваат се уште ветер во грб заради одличниот резултат на локалните избори минатата година, меѓутоа сметам дека владата во овој момент е и повеќе од стабилна за да треба да размислуваме за предвремени избори. Известна ли е лидерска средба ако Мицкоски најави дека ќе имаме активна блокада на собранието со исклучок на оние закони како што видов кои што значат поддршка на граѓаните за зголемување на плати, пензии и така натаму, се друго ќе биде под блокада. Дали влегуваме во таква некоја институционална криза која што треба да донесе до лидерска средба, од лидерска средба од која што треба да видиме што понатаму ќе излезе. Можно ли лидерска средба? Апсолутно во овој момент тоа не можеме да го прогнозираме и да предвидиме како ќе се одвиваат работите. Како што сега стојат работите, нема да се сретнат, барем не наскоро, Христијан Мицкоски и Димитар Ковачевски. Не знам и што би разговарале на таа лидерска средба, бидејќи веќе јасно беше кажано дека тоа што ВМРО ДПМН го бара се предвремени парламентарни избори кои што во овој момент се неприфатливи за СДСМ и генерално за владината коалиција. Но да почекаме, не се знае, се разбира, не можеме да го предвидиме капацитетот на повлекување на граѓанското незадоволство, затоа што доколку биде блокирано собранието ќе најдат начин како ќе биде одблокирано, тоа сум и повеќе од уверен, но доколку до таа мера и ВМРО ДПМН е моќна во овој период, тогаш сметам дека ќе се навратиме повторно на ова прашање можеби за 20 на дена од денес. Добро, во однос на она забрзување апропо доаѓањето посетата на Вархеј, треба ли да стравуваме, бидејќи имаше неколку најави за од Албанија Еди Рама кој што ми ги редови каже дека можно е во јуни да побара и сами да тргнат на патот и веројатно затоа беше дадена изјавата на Вархеј од Тирана, односно да излезе од тој пакет со Македонија. Овде нашиот став е сосема јасен и познат. Ние нема да бидеме пречка за интеграцијата на Албанија кон Европската унија. Меѓутоа, европските политичари заговараат дека во овој момент не е мудро да се разделат Албанија и Северна Македонија од пакетот на преговори и мислам дека уште одреден временски период ќе остане така. Да се најде решение во јуни е најдоброто за сите страни, но доколку не се најде, веројатно лидерите во Европската унија ќе одржат едно вакво статус кво уште одреден временски период, веројатно до наредниот самит во декември, но потоа и тие повеќе ќе немаат оправдување зошто Албанија не ги почнува преговорите, бидејќи сите земји тука неспорно, а еве посебно Бугарија, нели тие најсрдечно го поздравуваат отварањето на преговорите со Албанија. Меѓутоа, сметам дека другите поголеми земји, еве, имаат чист мандат председателот Макрон, да почекаме неговите избори за парламентот се во јуни. Канцеларот Шолц исто така има чист мандат, тој е во првата година од мандатот, има комотно мнозинство во германскиот Бундестаг, но и другите помали земји веројатно ќе придонесат за тоа да имаме напредок во почетокот на преговорите и Македонија и Албанија едноставно да започнат во исто време, а потоа да видиме која од двете држави ќе продолжи, која ќе биде блокирана. Знаете, кога ги отварате преговорите, треба да покажете и реален капацитет, а не само политичка волја. Треба да покажеме дека реално како општество сме подготвени да ги носиме, да го водиме процесот на преговори и да ги менуваме приликите секаде каде што е тоа можно. Затоа мислам дека и двете држави покажаа и повеќе од доволен капацитет, но еве за жал и двете се уште чекаме. Ние во 2018 или 19 бевме блокирани заради Албанија, затоа што неколку земји членки, мислам Холандија, Данска, не знам кои други, изразија сомневање по однос на почетокот на преговорите заради подготвеноста на Албанија. Еве сега тие ќе чекаат заради подготвеноста на Бугарија да го прифати тоа што е реалност.
Тоа е таа година, тоа е таа голема игра кога Макрон побара промена на методологијата и веројатно се некако се врти во круг кога во прашање таа Европска Унија, тој датум го чекаме не знам веќе од кога, дури и претходниците се слика во владиното авионче, но не и се. Оптимисти ли можеме да бидеме во јуни, некако станавме, само броиме јуни, октомври, декември и така натаму, никако да се случи. Не дека нешто драматично ќе се промени, кога е во прашање таа прва меѓувладина конференција или добивањето датум за почеток на преговорите, бидејќи и тоа во суштина не значи нешто многу, освен ставање во тој колосек на таа европска пруга, ако можам така да кажам. Многу пати, Мишко, во вашата емисија сме разговарале токму во насока дали сме оптимисти. Јас веќе од пред година и пол сум многу повеќе внимателен. Едноставно треба граѓаните да ги подготвуваме. Сите сме свесни во каква ситуација се наоѓаме. Не, сакам да бидам реалист овој пат, не би зборувал оптимистички. Јасно е кој е од другата страна, да не ги заборавиме надворешните влијанија. За мене ова никогаш не било прашање помеѓу Скопје и Софија, секогаш јас го гледам низ призмата Софија, Москва, Париз. И тоа и сега ќе го афирмирам повторно. За мене овдека е дефинитивно руското влијание, кое што и како силно ја притиска владата во Софија, за да не се отворат процесите за евроинтеграција, барем на оние земји на кои што можат. Забавувањето е евидентно, очигледно и во Србија, па дури и во Црна Гора, ако сакате. Затоа јас мислам дека нема зошто да бидеме големи оптимисти, ниту пак песимисти, едноставно да бидеме реални дека руското влијание е и повеќе од присутно и многу е силно, особено во Софија, каде што општеството е речиси на половина поделено за прозападни и происточно ориентирани. Меѓутоа ќе се смени многу. Доколку ги почнеме преговорите, ќе се отворат бројни фондови, ќе има можност за бројни други начини на соработка со Европската Унија и користење нови средства кои што ние за жал во овој предпристапен период како земја кандидат не се покажавме како релевантен партнер, но дефинитивно на земјите кои што преговараат им стојат на располагање многу повеќе фондови на Европската Унија отколку на земјите кои што се само земји кандидати. И затоа е важно да ги отвориме преговорите и затоа е важно граѓаните да можат да почувствуваат како се менува општеството. Тоа би бил најубавиот период од европските интеграции, од моментот на отварањето на преговорите, па се до подпишувањето на договорот за членство, тоа би бил најверојатно најубавиот, најдобриот период. Затоа да посакаме се да биде во ред, меѓутоа мора да бидеме реални. Ова не е прашање на политичка елита, ова не е прашање на СДСМ и на ВМРО ДПМН, едноставно како држава не сме моќни повеќе од ова што досега го правиме. Ова е убавата страна која што ја кажавте. Сега, како видите, сега сум веќе реалист, но и сте повнимателен. Претпоставувам во оваа насока уште повнимателни се и погневни се и граѓаните и во таа насока не знам дали Европската Унија е свеста, например, за евроскептицизмот кој што до пред 3-4 години беше на високо ниво, сега оди под 50%. Кај нас поддршката што граѓаните ја даваат за членството во Европската Унија е некаде околу 60%. И тоа е во, да речеме, едно ниско ниво, меѓутоа тоа дополнително ќе паѓа тогаш кога ќе ги отвориме преговорите, затоа што тие воопшто нема да бидат лесни и едноставни, ќе подразбира многу пари, многу трошоци. Меѓутоа, да, доколку не се успее со процесот на европски интеграции, нема подобра алтернатива од Европската Унија за Македонија, но не е единствената алтернатива. И граѓаните се презаситени од сето тоа. И затоа се повеќе имаме граѓани кои што ликуваат на тоа што Русија го прави во Украина. Не е ова антиестаблишмент, ова едноставно треба да го разбереме граѓаните. Цели генерации навистина сме заглавени од прашања кои што не се поврзани на ниту еден начин со нашата аспирација за членство во Европската Унија. Прво беше прашањето за името, ајде тоа на болен начин, рековте вие, се затвори. Сега е прашањето за кое што едноставно и не знаеме што е се во прашање. Дали идентитетот, дали е јазикот, дали се бугарите кои што овде живеат, дали се тие наши граѓани кои што ни направија таква услуга, земаа повеќе, не знам, веројатно 100.000 пасоши и денеска по Европа, заговараат руски свет, заговараат никако прифаќање на договори и така натаму и така натаму. Но генерално остануваме заглавени, нема напредок некој посебен. Во 2009 година добивме првпат препорака за отварање на преговорите и еве во таа фаза сме и денеска, 13 години после тоа. Нема зошто да сметаме дека граѓаните се тие кои што се виновни или одговорни за
за забавувањето на европските интеграции. Но исто така мора да потенцираме дека како општество сме подготвени, веројатно на нивото и повеќе од колку што биле подготвени Бугарија, Романија и другите помали земји кои што во првата деценија од овој век се приклучија на Европската унија. Сигурно имаме институции кои што можат на, ако не подобар, веројатно на идентичен начин да ги водат преговорите како што тоа било случај со другите земји од Источна Европа. Во целиот овој контекст и привршувам, а ситуацијата во Русија барем засега, односно во Украина барем засега нема изгледи дека ќе заврши. Оно што како последна информација го прочитав е дека Русија го гранатирала и Лавов. Европската унија предлага забрана на руска нафта. Таму уште повеќе се продлабочува кризата. Сето тоа следствено е поврзано и со нас, веројатно и затоа тие инсистирање Македонија да се стави на тој европски колосек, апропо овој руско влијание на Балканот за кое што вие говорите. И уште повеќе, например, Шведска, ако не се лажам, парламентот треба да заседава за тоа дали да бидат дел од НАТО. Можеме ли овде да очекуваме проширување на уште поголем конфликт? Шведска и Финска, да, веројатно тоа е наредниот предизвик. Веројатно Путин натаму ја води работата. Гранатирањето на Лавов, кој е многу западен град во Украина, тоа е многу близко до 80 на километри од полската граница, значи дека неговите намери не се само за Украина. Ќе видиме колкава е реалната моќ и капацитет на Русија. Меѓутоа, Финска и Шведска многу скоро ќе објават дека или сакаат или не да бидат земји членка на Европската унија. Во оваа фаза и на овој начин, веројатно тоа е единствениот пат кој што тие треба или можат да го изберат, затоа што заканата сега е многу пореална отколку пред 20 години. Не очекувам дека состојбата во Украина бргу ќе се смири. Рано е да зборуваме за некои поголеми ескалации, меѓутоа распоредот на силите е се полош и оди на вистина во лош правец. Ова не се развива во функција, во насока на смирување на состојбите, во насока на завршување на воените действија. Напротив, се повеќе гледаме дека тие добиваат на жестина, добиваат и на опсек и на широчина по нападите. Дали Путин ќе продолжи кон Приднестровје, односно кон Молдавија, или пак ќе ги насочи силите на север, кон Финска и кон Шведска, или пак и на сите страни, едноставно во оваа фаза веќе не можеме да зборуваме за една разумна, па ако сакате дури ниту воена тактика. Политиката одамна е овде изгубена, политичкиот разум и смислата одамна не постојат помеѓу односите Русија НАТО или Русија Европска унија и затоа сметам дека ова навистина уште долг временски период ќе трае. Затоа предпоставам дека се свесни и во НАТО кога се позиционираа сосема поразлично, тие носат нова политика. Еве имавме можност минатата недела и од неколку наши амбасадори овде во Македонија да слушнеме дека Европската унија сега е поразлична, дека многу побргу ќе носи одлуки, дека многу посоодветно ќе одговара на ова и како голема закана. Добро е што ја препознаа на таков начин и се надевам на вистина дека и НАТО и Европската унија ќе имаат еден поинаков пристап и еден поинаков одговор на кризата која што не да тропа на нашите врати, туку е веќе тука. И професоре, да завршиме како што почнавме со 42 години од смртта на Тито и сега некој обичен граѓанин вака кога седи и кога гледа од страна и се вели, па добро, како можел Тито и со неврзаните, и со западноевропските земји, и со Руси, и со сите, што се случува во светот? Немаме лидер? Нема, да, во право сте. Нема лидер какви што биле порано. Тогаш и моќта и капацитетот биле сосема поразлични, меѓутоа да, во овој момент светот нема лидер. Тоа е веројатно прашање. Нема човек кој што може да ги седне, да ги собере на маса, да разговараат за напредокот, да разговараат за благосостојбата. За жал, лидерите се многу долго на позициите, Путин од едната страна, во Европската унија таму апсолутно не можеме да зборуваме за никакво лидерство, Ангела Меркел што туку замина, Макрон се уште се искачува по скалите на евентуален доминус во Европската комисија, односно во Европската унија. Соединетите американски држави си се прикасна за себе, Кина е од другата страна, Индија исто така навистина има многу силни земји, меѓутоа дефинитивно не е период кој што е забележан во, да речеме, по завршувањето на Втората светска војна, кога светот со засилени чекори одел напред и во технологијата, и во соработката, и така натаму. Денеска едноставно зборуваме за свет кој што е на работна катастрофа, а не на работна соработка и културен надпревар помеѓу народите. На тоа дефинитивно придонесе развојот на воената индустрија, таа никогаш не запре, напротив, и во Соединетите американски држави, и во Русија огромен дел од буџетските средства се трошат на војската, на армиските потреби и капацитети,
а не, например, на решавање на ите како важните прашања, глобални, оние кои што ги прокламира Организацијата на Обединетите нации за справување со гладот во Африка, за енергетската независност, за користењето на ограничените ресурси и така натаму. Професоре, благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам. Никола Дујовски, универзитетски професор, гостин во Студио 10. Кратка пауза, продолжуваме понатаму. Наследен гостин, политичкиот аналитичар Алберт Муслио. Видите со нас, се враќаме за кратко.